Се задржуваме на тема деца, разговараме со педијатар и председател на Сдруженијето на педијатри на Македонија, Аспазија Софијанова, за конгресот кој што викендот се случуваше во Македонија, но исто така и за една тема која треба малце повеќе да не освести во овој период, како повеќе да внимаваме да превенираме со децата коксаки вирусот. Добро утро. Добро утро. Имам безброј теми кога сте вие во прашање, не знам како да го најдеме. Фокусот најде со ред. Зборуваме прво за коксаки вирусот. Сакав да ја започнеме таа тема затоа што не знам зошто овој период, ако претходни години не ми се одвестувал на коксаки вирусот, дека треба да го очекуваме, сега бесне по градинките, по училиштата, што се случува? Рековме дека короната ќе промени некои работи, но не очекувавме и сето сега го ги работите селектираме, елаборираме и евалуираме како одат. Еве напоменавте коксаки. Значи коксаки влегува во групата на ентеровирози, кои да кажеме во еден таков преоден период, еве гледате веќе летото никако да започне, се мачиме да започне летото и целата оваа сите овие климатски промени, а во тоа претходниот период на 2,5 години практично живење во еден така наречен затемнет период доведе до тоа да дел од вирусите кои ние добро ги знаеме, таа група да речеме на ентеровируси во која спаѓа коксаки, беше присутна, но не толку присутна како што сега ја гледаме, што е многу интересно наликува поради тоа што крајниот дел од вирусот како голем процент на вируси завршува со осип на телото. И тој осип на телото практично ни укажува дека нешто се случило, иако претходно, како и сите вируси, има една така наречена аура на висока температура, на црвено грло, на црвени крајници, или на еден аспект на дете кој има на вистина мака и проблеми, родителите се јавуваат 40 температура, загрижувачки, да не случајно се случи нешто со тие помалите и така натака, дали градинка, не градинка, сигурно. И свативме дека на крај кога ќе излезе тој осип, кој наликува доста на варичела или на големи сипаници, или на некои други сипаници. И сега, знаете како, осипот е тој кој што практично ги разграничува. Сигурно нема на секој дете да земаме титар на антитела за да докажеме дали е варичела, бидејќи по новите трендови, по новите, еве и баш и на конгресот дебатиравме за имунизација, има и вакцина за варичелата, односно за големите сипаници, за коксаки нормално нема. Сега не е таа во редовниот календар. И станува сега прашање, дали е големи сипаници, дали е коксаки или некој друг тип на вирус. Меѓутоа, со оглед на тоа дека веќе доста се расшири по градинките и го има и дури и во училишните годишни групи, да кажам, веќе сваќаме дека, значи, така наречените тие заспани вируси кои порано некако можеби да биле поминувале онака да кажеме лесно, веќе ги гледаме се почесто. Проблемот е во тоа што коксаки верзус големите сипаници се јавува на потипични места, кои што треба да ги препознаеме и ние сме тие педиатрите кои практично знаеме. Значи се јавува обично на дланките, започнуваат тие така наречени осипни промени на дланките, значи на рацете, на ножињата, црвенила, па дури некоја ситна промена како брумчиња што би ги рекле ние, исто на табаните, односно на стапалата од задната страна и често пати нели малите дечиња кога ќе ги погледнеме вака и сега веќе се полесно облечени, можеме да забележиме такви промени и дури во делови од телото, односно во, да речеме, стомачниот дел, значи овој трупот. За разлика од тоа, варичелата или големите сипаници кои влегуваат во групата на херпес вируси, е малку и таа група поразлични, сега тука уште можеме многу да дебатираме што значи едната верзус другата група кои се пострашни. Херпес вирусите совршено не се за да се не почитуваат во делот околу компликациите што може да ги донесат, така да знаеме дека и тоа оди со неколку дневно претходно нели црвенило, високи температури, детето не се чувствува добро, одбива да јаде и веќе започнуваат нели тие промени кои што знаат да се да започнат дури обично од горниот дел на телото, па да се прошират низ целото тело и тука немаме селекција обично на табаните, односно на дланките и така. Тука имаме повеќе селекција на целото тело и има повеќе делови кои што се така испапчени, па полни со секретната, дури и гноиче знаат да бидат и се многу по-типични вака кога ќе се разликуваат верзус коксаки, иако наликуваат, ама се разликуваат. Доброто педиатрис колку знае да ги разликува. Искуство да си го прави своето, докторке често знаа да кажа дека е вирус на нечисти раце. Дали тоа значи дека може да се превенира малце повеќе, да се посветува внимание на хигиената или? Да, точно така е, баш така се кажува, вирус на
така да кажеме, можеби на недоволно одржување на хигиена, би го рекле сега. Пак ве гледате како почнува летниот период, малку потешко е тој момент, иако дури и полесно можат лесно да се мијат раците, тој момент на хигиена да се малку повеќе кажува на дечињата, особено во градинките, бидејќи при допир од било каде и да се наоѓа на површина или било што лесно може да се внесе, дури малтене и да се натапка на телото несвесно и при тоа или детето кое што е веќе во фаза да го доби или да избие, можда во почетокот не се приметува толку, лесно може да му го предаде на своето другарче. И тоа се работи кои што ги гледаме кај децата, само треба да ги контролираме, знаете, да не се расшири премногу. Кога велите контролираме, мора да совет да се побера од вас, од педиатри, мора педијатар да прегледа и да даде терапија. Дали тоа значи дека доколку се остави негрижа во тој поглед, може да биде многу опасен коксакито? И едното и другото не да биде опасен. Јас морам да кажам дека и варичилата веќе не е таква како што беше претходно и сметавме големи сипаници, обична работа, не. Сепак мораме да земеме во предвид дека комплетно имунитетот некако, а особено кај децата, јас уште веднаш нагласив тој така наречен заспан момент, кога не го стимулирате континуирано, тогаш веќе кога почне да се буди, не знаете веќе како да реагира, тој е збунет. Го збунивме имунитетот и кај децата со ковидот. И сега што се случува, гледаме малку и по така наречени абортивни облици или облици кои не ни се баш типични. И затоа тука нели сепак добар совет од страна на моите колеги, кога ќе видиме нешто така, евентуално нели сепак седење дома, периодот кога пред да излезат тие осипни моменти да биде детето згрижено и многу течности. Значи многу течности. И кај едниот и кај другиот витаминот С, сигурно во поголеми дози, чајчиња, повеќе течности и сигурно за температурата парацетамол. Ништо друго. Значи, она што беше и еден од пораките на конгресот каде што споделувавме со целиот свет, нели, одредени искуства беше кога имате вирус. Никако антибиотик. Значи, да не случајно направиме промена во тој имунолошки механизам и да при тоа го збуниме организмот уште повеќе, па да направиме компликации. И сега го споменавме 8-миот меѓународен конгрес на педијатри во Македонија, кој што вие го предводевте како председател на Сдруженијето на педијатри на Македонија. Се разбира, тука беа еминентни ваши колеги, професори и така натаму. Дали, со оглед тоа дека неколку пати кажувате колку се сменија работите, имаше протокол претходно, дали може би сега, споделувајќи ги искуствата, наметнавте некои нови протоколи и зашто најмногу се фокусиравте и разговаравте? Вие, кога бевте тука и кога го најавувавте конгресот, имавте неколку теми на кои што сакавте да се фокусирате? Прво, јас сум многу среќна, бидејќи навистина исклучително направивме еден светски конгрес за кој колегата кој е председател на Европската академија на педијатри прв пат доаѓа на Балканот, иначе е грк, кој доаѓа од Кипар и се вика Адамос Хаджупаинис, и кој што рече дека е толку среќен затоа што прв пат доаѓа на Балканот, прв пат доаѓа на отварање на конгрес во балканскиот свет и беше да се разбере, иако можеби во темпераментот наликуваме, меѓутоа донесе една убава енергија, не препозна дека навистина има и може тука да се направи едно тло во кое што искуствата ќе можеме да ги пренесуваме од Европа. Значи, ние полека како педијатри, јас велам, најубавите насмевки ги делиме со децата, најубавиот свет го собравме тука не заради друго, затоа што нашата крајна цел е здравјето на детето, заштитата на детските насмевки, токму заради сите овие работи кои што ги коментиравме претходно. Вон од него беше генералниот секретар на Европската академија, значи Мехмед Вурал, кој што е професор, под чие покровителство прв пат организиравме курс дводневен за младите генерации педијатри, за педијатриска интензивна под раководство на неговата професорка Есра Шеханоглу, и навистина тоа беше со симулација, земавме од нашиот симулацијски центар кукли кои што имитираат практично дете, помали, поголеми, реанимација, начин на пристап, давање на интравенска терапија, која тоа го прават, практично лекарот го прави тоа, начин на реанимација, значи нешто што можеби е многу важно и клучно да го знае лекарот, особено кога почнува да работи со педијатрија. Значи собравме една убава група на млади вработени лекари од Институтот за белодробни болести и од клиника, а имаше заинтересирани и од други градови на државата, и со тоа направивме исклучително, внесовме еден друг шарм кој што го гледаме по светските конгреси. Во исто време паралелно се одржуваше и југоисточниот
конгрес на групата на педиатриска нефрологија, која што заедно со нашиот професор доктор Велибор Тасич ја имаше собрано таа група. Паралелно одеа двете групи, една педиатрискиот свет, малтене са, да речам дури наш конгрес, меѓутоа 8 наш македонски педиатриски конгрес, меѓутоа меѓународното учество беше толку назначено, бидејќи сите предавачи скоро во оно тоа што имавме, се разбира, академските наши драги колеги од клиника и другите кои што се инкорпорира, па имаше 18 различни земји од светот, дали од Израел, дали од Соединетите американски држави, мислам да не зборам за целиот балкански простор, Албанија и Бугарија, Грција, значи тоа ни значеше многу бидејќи имавме што да споделиме. Предавањата бе исклучително добро направени и организацијата, јас им благодарам на Креатив и на сите кои што не поддржаа во делот како тоа организацијски да биде споделено, бидејќи и кога дојде председателот на Европската академија, самиот каже сум толку пријатно изненадан од сето ова, ние уште попријатно бидејќи сам човек не прави ништо. Јас многу им благодарам на целиот организацијски одбор, на сите мои колеги кои учествуваа не седично во организацијата и сите ми дадоа поддршка. Тука морам да кажам, значи од прв до последен и оние кои што се во примарната за да слушнат што ние во терциерна, како да се дојде тој линк да се воспостави, зашто и ве рековте како да се препознае. Сигурно дека компликациите доаѓаат кај нас на клиника, а она првичното препознавање го прави матичниот педијатар. Му дадовме акцент на матичниот педијатар, дадовме акцент на неонатологија, на препознавање на критичен момент кај детето, кога треба и што, како да се реагира и сето тоа заедно сублимирање со едни прекрасни 2 вечери каде може да уживаат во убаво македонско вино, каде може да уживаат во убави домаќини, во една насмевка. И вчера ми пишува колегата Адамос, сега нема да парафразирам, пошто говорам и грчки малку, вика, јас сум толку убаво изненаден и следното ньюзлетер или известување во целата Европска академија ќе кажам какви домаќини сте да организираме нешто уште повеќе во Скопје. Така тоа сакав да кажам дека следната година нека биде уште поголем. Особено ми е драго на што го слушам дека секогаш одвојувате простор за помладата генерација. Тоа го правевте и продолжува така. Сега сте веќе професор официјално. Да, редовен, фул-тајм професор, редовен, што е многу добро за помладата генерација, па тука на наш терен да имаат можност да се запознаат со светски практики, да го видат тоа во живо и да се обидат и тоа знаење практично да го стекнат, па тоа значи се. Знаете како, многу лесно беше и тенки се моментите каде многу работи може да ве натераат да заминете, пошто тоа толку актуелно се говори, или да отидете можеби во некои други приватни места каде што знаењето сигурно не можете да го споделите така. Идејата е во младите. Јас ја видов на смевката и задоволството кај младите колеги кои што бидејќи континуирано збориме си одат, не сакаат да останат, цело време нивните размислувања во главата и се разбира материјалниот дел кој е, ама не е клучен во животот. Да, е важен, не велам не, но не е клучен. Тоа е она што не држи споделување на знаењето. И една поговорка вели да ги надминеме нашите татковци за да им бидеме рамни. Тоа значи тие мои драги помлади колеги кои ќе ме надминат мене, тогаш јас ќе бидам практично иста како нив и ќе бидеме среќни сите. Тоа е идејата што треба да пренесуваме на младите колеги кои што практично се тука за да им ја дадеме љубовта и кон педиатријата и неонатологијата, бидејќи ние вклучуваме и новородено. Имавме цела сесија како да ја намалиме и тука морам да се пофалам, веќе драматично имаме намалено смртноста во новороденечкиот период. Ја има, но е намалена. Ако едно време бевме високо горе котиравме, сега е да не кажам упола намалено и тоа на самото отварање, каде што сепак се обратија луѓе кои ги кажуваат нели релевантните бројки како тоа се движи, нивното укажување беше дека треба да бидеме сепак горди на некои работи, а не континуирано да критикуваме. Дајте малку да знаеме дека имаме потенцијал овде и да го отвориме патот кон тоа дека не бива, а не бива. Не е дека не, како да не знаеме самите на себе да си го извадиме тоа убавото. Дајте да го извадиме убавото. Тоа беше и нели пораката со златните славејчиња која што така го завршивте, го заокруживте. Завршивме, да, со многу убави знаменци и имаше една песна мојата докторка мене ме лекува кога имам температура, знае што да ми даде и така натака. И велам ете убавината на животот. Да, она што сакав да го заокружиме како разговор, го кажавте во еден сегмент, ама ајде малку фокус, со оглед на тоа дека имавте можност да споделите практики, а и вие го водите едно од
па може да кажеме најсложените одели на клиниката, и најсензитивниот одел. Како сме ние споредбено со другите земји во делот на напредок, на следење на трендови, па и на моменти воспоставување на нови начини на функционирање? Јас сепак морам да кажам дека ако не си се почитувате себе, никој нема да ве почитува. Значи, прво, јас сум многу сепак срекна за тоа оделение кое што постои како такво и со години се гради, надградува, се инвестира во него. Тоа бара, за разлика од другите оделенија, сепак малку повеќе и други ресурси, како што се модерен тип на опрема, која веќе светот ја поседува, тоа мора да го имаме и ние, ракување со таа модерна опрема, механички вентилации, значи детето практично го диригираме ние кога ќе се случат некои пострашни работи и потоа задоволството огромно кога ќе го извадиме, ќе го ставиме на машина, па ќе го извадиме од машина, имаме во секојдневието многу такви случаи. Тоа е една цела спојување на целиот ум со она што модерниот свет го вели, а тоа е артифицијалната интелигенција или новите типови на машини кои го координираат или дури диригираат животот. Мислам, мораме да сме во трендот со нештата. Да имавме и предавање за вештачка интелигенција во педиатријата. И верувајте ми дека и во тој дел не заостануваме. Значи, нашиот одел за неонатална и педиатриска интензивна во делот околу знаењето и умењето, тука нема дилема дека сме неприкосновени. Ние предходно доста инвестиравме во тоа. Сигурно дека фалат оние како така наречени disposable, значи промена на тие нешта и создавање на нови, односно внесување на оние делови кои што се употребуваат често и сега тука зависиме, се разбира, од одредени моменти кај што мораме да почекаме. Обично финансиски се разбира секогаш. Па добро, тоа е реалноста. Дека веќе се и тука, јас и дадов коментар дека сепак власта има осет околу тоа, ако порано и во однос на бројот на педиатри, ајде добро, као не е проблем, не е така, веќе вкупниот број на младиот кадар кој што доаѓа се зголеми, тука да бидеме реални, значи чувството за тоа дека треба младиот кадар да го ставиме и да му дадеме љубов и со тоа да ја издигнеме уште повеќе интензивно, да сум многу среќна затоа што курсот кој што беше одржан од страна на релевантни структури беше токму со таа цел, да се подигне свесноста, особено кога остануваат навечер да дежураат, да знаат кога ќе дојде итен случај, да го препознаат. И уште нешто најважно. Во тоа што треба да ја знаат медицината, треба и емпатија да покажат. Знаете, тоа мислам дека е најважно, особено во нашата професија. Емпатија, љубов, слушав предходно говоревте, љубов. Колку и да не ни е драго кога ќе дојде некое дете во таква состојба. Ниедно дете не е среќно кога ќе влезе во болница, без разлика дали е диспансер за обично примање на вакцина, каде што доаѓаат здрави деца, без разлика дали е тоа болничка установа, како и да, или кога ќе видат мантил, или да не кажеме, сигурно дека не му е драго, знае дека ќе доживее болка. Тука треба да бидеме поумешни, можеби, да му придеме на детето, да знаеме како со него да разговараме. Ми за тоа имавме предавање од директорката на Институтот за психологија Ана Фрицкан, која ни доближи една малку поинтересна тема, менталното здравје кај децата, затоа што градењето на здравјето вклучува ДДВ, а тоа е менталното здравје. Видовте што се случува во соседството, колегите кои го ги третирале тие деца што биле во Белград, беа исто дел од нашиот симпозиум и го кажуваа начинот на кој што да доживеете една таква навистина голема трагедија. Треба да знаете дека ништо не е неизвестно. Секогаш имате константа што е за очекување, нешто што секогаш може да ви донесе непредвидливост. Тоа е она на кој треба да сме спремни. Непредвидливи ситуации. И баш колега кој што ги лечеше тие деца ни беше гостин. И он кога го доближуваше тоа, ние сите буквално бевме без текст. Така да искомпилиравме многу работи. Ја вклопивме. Нема нешто што не било вклучено. Тато може толку да заокружиме дека нема аспект кој што не бил вклучен и на вистина се надевам дека ќе продолжите со оваа сила, оваа енергија и уште поголем конгрес ќе направите следната година. До тогаш ќе има уште ред други активности, верувам јас. Едно ќе ви кажам. Викаат волкот влакното го минува, ама карактерот не. Што и да се случува, тоа што го носите во себе како дадено, велам јас, да сакате да споделувате, да дадете, некојаш и ќе сгрешите, човечки е да се сгреши, ама важно да знаете дека го работите со љубов и да оставите генерации за себе. Се разбира и љубовта која ќе дојде пациентот да му ја поклоните. Може би пола ќе го решите проблемот. Ви благодарам. Благодарам секогаш наш драг гостин, благодарам. Се гледам и на други теми. Се гледам.